Почитувани граѓани на општина Берово, денес ќе позборуваме малку за демантот на градоначалникот на нашиот прес, одржан на 30.3.2021, за неправилностите и штетите кои настануваат од незаконското работење на градоначалникот на општината. За жал, многу малку можеме да одговориме на демантот на градоначалникот Пекевски, затоа што едно 80% самиот тој се согласи со тоа што беше искажано на нашиот прес и тука нема што да го демантираме. И самиот тој разбра дека е многу тешко да се брани тоа што е неодбранливо со факти и со судски пресуди, иако се потруди да го направи тоа. Но, сепак, штетата од 221.224 денари, што е направена по судските пресуди, ќе мора да се исплати, па колку сака тој нека демантира, зашто и пред него се пресудите од Основниот суд во Кочани и Апелацијски суд во Штип. Ако бил во право, и судот ќе пресудил поинаку, односно во негова корист, а не да го задолжува со судски трошоци во вредност од околу 3600 евра, а во другите негови преговори и договори со правниот субјект нема потреба да навлегуваме. Па затоа обичните луѓе не за џабе постојано ја повторуваат онаа народната, дека понекогаш молчењето е злато. По демантот побаравте конструктивност од ВМРО ДПМНЕ. И еве, со самите наши пресови, господине градоначалник, ние покажуваме конструктивност, затоа што имаше можност 3,5 години транспарентно да им кажеш и покажеш на граѓаните што вети и што направи за 4-годишниот мандат кој го бараш од граѓаните, врз основа на твојата програма и кој го доби за да исполниш ведената програма. И секој ден ќе бидеме се по-конструктивни, зашто ќе те подсетуваме на се што си ветил, а не си исполнил. Само не знам дали се ќе успееме да опфатиме со нашите пресови, зашто ветувањата беа големи, но исполнувањата многу мали. И многу ми е жал што повторно вашата најголема одбрана е минатото, но се надевам дека знаете, дека во нашата граматика има минато, сегашно и идно време. За жал, во вашиот вокабулар слушаме само минато време, или беше и идно време ке биде, а ние сме тука сега за да зборуваме за сегашноста, за вашиот сегашен 4-годишен мандат. А минатото кога бевте главен финансиски советник во општината и вашето омилено ке направиме, сега ги оставаме настрана. И со тоа се разликуваме, зашто многу лесно се расфрлате со зборови, а некако со делата многу тешко ви оди. А уште старите филозофи мудро рекле дека човекот не треба да го слуша што зборува, туку да го гледа што работи и што е уште поважно, како работи. Ви благодарам.